Музика, игра, расположение и детски джагор. Ова накратко е сликата што можеше да се види на спортско-рекреативниот центар Влае. Причина за завршувањето на школската година 2011-2012. Уште една година помината во училишните клупи. Осмоделенците кажаа збогум на нивните училишта, но со одредена доза на носталгија. Научени во оваа средина со добри другари, наставници и квалитетно образование. За најуспешните, општина Карпош додели признанија. Убаво е да се биде прв и успешен, велат дел од правенците на генерацијата од 10 основни училишта во Карпош. Јас сум Елена Стојковска од Петар Парсов и е многу во чувството. Значи, како 8 оделение што завршуваме, супер е. И сте најубава. Па, многу сум задоволна. Значи, не ќе да го напуштам оваа школа и ако имам можност уште би останала. Александар Русевски од Братство. Осмо оделение заврши, сега планираш да се запишеш во некој од средните училишта, го одбрали? Одбрав, да. Кој е? Во Корчаген. Да. Дали тоа значи дека математиката ти е најомилен и најдобар предмет? И хемијата исто така. Да. Колку си задоволен од основното училиште во кое учише, колку наставниците, учителите се вложуваа и ви го покажаа своето знаење? Па јас можам да кажам се сум првенец, а без ништо не би направил. Прво да кажам дека ми е големо задоволство и од клучно значење за мене за понатамошниот развој во училиштето и за упис во средно училиште. Ја добив за учествување во разни проекти, од лекарски надпревари, музички настани, глума, представи и други работи. Исто така напредок во учењето во текот на 4 години од 5 до 8, разните проекти во училиште. Наставниците и директорите на училиштата исто така не го кријаа своето задоволство. Тие, верувајќи во младината на Карпош, се сигурни дека идната година на 10 јуни ќе се случува ваква забава со уште поголем број правенци. Со оглед на тоа дека сме на крајот од учебната година, вие како директорка на Основното училиште Владо Тасевски, колку сте задоволни од успехот на учениците што го постигнаа во оваа учебна година? Искрено да ви кажам, како директор на Основно училиште Владо Тасевски, јас сум презадоволна, бидејќи во текот на оваа учебна година постигнавме многу врвни резултати, како на државно, на меѓународно, така и на општинско ниво. Имаме изготвено посебно правилник за избор на првенецна генерација, како што беше формирана комисија за избор на првенецна генерација и секоја диплома си носеше одреден број на поени. Оваа година за 2011-2012 ученичката ја избравме Тамара Георгиевска како ученик, односно првенец на генерација за Основно училиште Владо Тасевски. Бидејќи општина Карпош секогаш мисли за учениците, така и нашето училиште, оваа година се потруди за првенец на генерација да оздвои парични средства и да подари рачен часовник. Јас сум Тамара Георгиева, првенец на генерацијата во Владо Тасевски. Имам освоено голем број награди и сакам да им се да благодарам на комисијата и на наставниците од моето училиште. Се надевам дека ќе продолжам исто така и во средното училиште. На сите ученици кои придонеле за афирмација на своето училиште и на општината преку разни надпревари во знаење, спортски надпревари и слично, им беа врачени пофалници. Забавата, која оваа година се организира по втор пат, има тенденција да прерасне во традиционална манифестација.